Почитувани, кога на истекот од првата година од 4-годишниот мандат вработувањето на 40 партиски војници во општинската администрација ќе биде неговото најголемо и единствено достигнување, тогаш нема никаква дилема дека Борче Јовчевски е најлошиот градоначалник во историјата на Прилеп. Ноторна лага е дека новите вработувања се должат на зголемениот обем на работа во локалната самоуправа. Вистината е дека енормното зголемување на администрацијата е неуспешен обид за покривање на нереализираните изборни ветувања и купување на изгубената доверба на Јовчевски кај неговите сопартици. Впрочем, најдобар доказ дека вработувањата се прават без никаков план и претходна анализа е тоа што 3 месеци пред завршувањето на календарската 2022 година градоначалникот Јовчевски веќе ги потроши планираните 12 милиони денари за времени вработувања. Од тие причини, со предстојниот ребаланс за истата намена од општинскиот буџет ќе бидат одделени нови 3,5 милиони денари. Тоа значи дека за задоволување на хировите на Јовчевски и неговата паралелна администрација само за една година граѓаните на Прилеп од својот джеб ќе платат неверојатни 250.000 евра. При тоа, колку и да звучи неверојатно, за исти работни позиции платите на нововработените се повисоки од оние на редовно вработените. Дека градоначалникот Борче Јовчевски и ВМРО ДПМН се целосно незаинтересирани за проблемите на прилепчани и за начинот на кој ги трошат парите на даночните обврзници, потврди последната седница на Општинскиот совет. Имено, Јовчевски и советниците на ДПМН останаа глуви на предлогот на СДСМ и коалицијата за исплата на еднократна субвенција во висина од 5.000 денари за секое семејство кој има прваче во учебната 2022-2023 година. После бранот поскапувања донесени на последната седница на Совет, и тоа 67% за комуналните услуги, 23% за водовод, 50% за градскиот превоз, секоја финансиска помош за семејствата на повеќе од 700 првачина ќе беше добре дојдена. За жал, една голема лага е и ветувањето на градоначалникот Јовчевски за субвенционирање на оброкот за сите ученици од прво до петто одделение, со што покажа отсуство за интересите и потребите на нашите најмлади сограѓани. Градоначалниче Јовчевски, во пресрет на годишнината од седнувањето во градоначалничката фотелја, граѓаните на Прилеп со нетрпение очекуваат да им објасните каде и како ги трошите нивните пари. И благодарам.